Сања Арсовска и Ивана Павлаковиќ, две прекрасни актерки од помладата генерација, денеска се моје друштво во студиото на Репортер. Добро ми дојдовте. Здраво, Сандра. Здраво и драго ми е што сте двете тука. И прво што ќе ве прашаме, сметам дека и публиката, помладите и повозрастните, се уште ве препознаваат како Лина и како Марија од познатата 5+. Како е да се биде детски идол? А па убаво е. Убаво е што не препознаваат, од друга страна е убаво што да се биде детски идол од серија која што така, како би рекла, проповеда или нуди еден вредностен систем кој што секој дете би требало да го има и да расте со него, е исклучително добро, а исто така и голема одговорност за нас и како глумици, лично како Сања и како Ивана и како ликовите, сето она што ние го носиме како вредностен систем да го пренесеме на децата. Поводот за мојаветот е вашето драмско студио кое што неодамна го отворивте. Да. И кое што носи интересно име Арт Бригада. Прво, како дојдовте до идејата за драмско студио? Раскаже легендата, ајде. Ќе биде да ти кажам Марија, еви ја како децата, Ивана повели и Сања како ќе се договорите. Па не, едно јануарско утро така оди легендата за настанувањето на Арт Бригада. Седнавме јас и Сања, пиевме чај и навистина почнавме да размислуваме што е тоа што јас и таа би можеле заеднички да го направиме, а тоа да биде за доброто на децата. Многу разговори, иако ние веднаш се најдовме после првичниот разговор кој што го водевме, се одлучивме да го отвориме драмското студио Арт Бригада, на кое што сме навистина многу горди и веќе тераме добри месец и пол. Да. Имаме две групи со по скоро 20 на членови. И навистина е прекрасно кога ги гледаме децата како растат и како се развиваат. Во колку за почеток ги надмина тоа вашите очекувања? Ве кога тргнавте во овој проект, колку верувавте дека навистина ќе Па, рано е да кажеме како за месец и пол. Да. Ние тргнавме од тоа дека сакаме да им понудиме на децата една квалитетна содржина, имавме простор кој што сакавме да го искористиме за нешто корисно, а јас и Ивана веќе долги години работиме не само со Петко, туку и надвор од Петко работиме за неформално образование за деца и така решивме дека сакаме нешто да направиме заедно. Ние сме, освен што сме две блиски колешки, сме и блиски другарки, и блиски соработнички и едноставно можеме сега сме бизнес партнери. Да, за бизнес партнерки. Таквото е многу да работи. Да, а сега сме бизнес партнерки. Да, свесни сме. И така што ние го формиравме Арт Бригада не само како драмско студио, туку како една цела платформа за неформално уметничко образование на деца. Баш оваа сабота сега ќе имаме повторно читање приказни, каде што читаме приказни заедно со децата. Имавме ликовна работилница, имаме проекции на филмови, имавме одлични работилници со пластелин, каде што децата изработува чудовишта. Имавме фуд арт работилница. Фуд арт и тоа го прочитав дека Да, и тоа беше многу интересно, бидејќи правеа разни слики од храна кои подоцна си ги јадеа децата, така да сите беа среќни и весели, родителите најмногу. Добро, како изгледа ден во драмското студио? Откачено, Ивана. Многу убаво. Јас на почетокот имав толку огромна трема пред да почнеме и искрено многу пати се прашувале, викам дали ќе можеме со волку многу деца, ама навистина возбудливо, значи часовите не траат 1,5 час и навистина е прекрасно кога ги гледаш тие мали луѓе, а сепак за мене јас ги третирам, јас и Сања ги третираме како големи умови, да, бидејќи се навистина многу паметни, многу бистри. И многу интересно, посебно кога ќе им дадеш некој текст да го прочитат и да го сработат, кога ќе видиш како они го контат, односно како го разбираат. И сметам дека за некои работи се многу по-бистри и по-паметни од нас возрастните. Искрено. Не се ми спомнавте пред малку, ви го пофатив мојаветот, а секако ми е тоа едно од прашањата, дека освен што сте колешки, освен што сте сега бизнес партнерки, вие сте и приватно добри другарки. Да. Баш кај што и во Петко сте, нели, најдобри другарки. Освен пустано што ти го, што не кеше ти го дадеш, што ти го врати. Ама оштетен. Како почна вашето другарство? Па ние, значи, генерацијски на ФДУ сме доста, некои 5 години генерацијски на ФДУ, да. Јас се сеќавам дека
кога јас бевме некако помлади, двете бевме малце попуни. Да. Така, бевме кога ги имаш уште соковите и течностите во себе, се уште не си се исчистило на младо, свежо месо на твоите образи што раста и што го плени твојот лик. Не ти верувам дека сте биле попуни, ама ето, носите ние во главата, да. Сме биле коректни. И вена рака ми рекоа, едно девојче на фудбал многу личи на тебе. Нема врска дека јас Ивана се личиме, но така бев поттикната да идам да го гледам незиниот испит по прва актерска игра, имитација која имавме. Ивана беше една брилијантна девојка, имитирала, брилијантна глумица која што имитираше и така ми остави многу добар впечаток уште незина прва година на факултет и што од тогаш некако така се Не, одма кликнав на мене, тоа е неверојатно. Јас пасање памтам и текнува дека исто би фена ФДУ пауза помеѓу часови, доаѓа една женска вака со коса до овде. И најнаш вади на толкава јаболка и ја гризе, ама нема гајла на папта со јаболката, збори на сите страни. Снимаме и после тоа ми текнува дека точно се видовме после мојот испит и така почнавме да правиме муабет и некако кликнавме. И добро, колку годините така те прекнаве извини? Па не знам, јас сум била тоаш прва година факултет, сега у март правам 9 години, кога сум дипломирана, 13 години веќе се познаваме, да. Сте излегувале заедно, сте се дружиле на одмори, сме тренирале. Раскажи како тоа. Одделе на одмори заедно, да, сами. Па тоа е поинтересно. Да, без партнери. Без партнери. Да. Да, што е интересно, сакаш да ти кажам? Не знам што е интересно, не знам. Многу работи. Генерално, сме виделе на одмори која онака ќе ни избукти се од се и сакаме да се изолираме од се и да се одмориме од сите останати луѓе во нашите животи, а при тоа Ивана е супер партнер кога идеш на одмор со неа, така да си растеретен буквално кога да си сам. Значи кога идеш со својот партнер секако има изволјување дали сака да седи на сонце, дали сака да седи на сенка, кога сака да јаде, што сака да јаде, зашто вака сака. Со Ивана некако сме си малку исти, во побарувањето, да, побарувањето. Да, ама се сеќаме некако, не знам. Да, и онака буквално кога сакам да идам сама некаде, е подобро да идам со Ивана, зашто ми чувствувам да ми е кога сама имам со кој да си правам муабет за да не изгледам кој некоја лудача. Али да. Идеме на одмори и убаво. Пред неколку години да беше разговор, ќе праша по колку пати се слушате на телефон. Сега пошто нели повеќе сме на пораки на да. Сега повеќе се слушаме, да. Сигурно што повеќе. Кога не сте повеќе на месенџер и на Вибер, зашто сега века некако разговориве по телефон падна во втор план, повеќе мислам дека начинот на комуникација. Не залажеме тоа. Кој има време да пишува сега со дете, не. Да, и ти си права. На спикерфон, онака оставен телефонот и бамбориш. Јас сум си уште олдскул, јас си сакам да си зборам по телефон. Јас со дете главните расправи дома со татко ми беа зошто е постојано запатено на домашниот телефон, бидејќи се знае дека Ивана збори на телефон. Една нова година со мојата најдобра другарка ми тикнува дека зборев по добри 2,5 часа, заедно си прославивме нова година. На бесплатна тарифа претпоставува нели? Тоа е пострашно. Тоа се тие времиња. На времето беше луксус да збориш по телефон. Беше поколно за нова година. Прво сакам да ја прашам Ивана, пошто за Сања знам дека е горда Штипјанка и родена во Штип, ама за Ивана неколку часа пред емисијата видов дека си била од Чаир. Од Чаир, така, сега како чаирчанка, колку располагаш прво со чаирските финти, тоа ме интересира. Финтаджика. Нарачуваш ли шприцер у сладкарница? Се крие таму со некоја фиока за да се најдат за во животот. Да, јас имав среќа и од не живееме повеќе во Чаир, веќе неколку години. Но јас имав стварно среќа да раснам во таа наслова, бидејќи сметам дека ми изгради во еден подобар човек и малку подобро свесен за својата околина. Знаете, мислам, Чаир во времето кога јас растев, најдобрата работа беше тоа што ние бевме деца кои потекнуваат од различни културни заедници. И сите дружевме. Јас нема да заборавам дека ние бевме една банда од 15 на деца која што непрекинато излагуваше надвор, играше разни игри, се собиравме дома, заедно си ги славевме празниците сите. И навистина ми е драго, на моменти ми фали искрено. И одамна не сум отишла, бидејќи многу луѓе се оцелија од таа населба, ама навистина ми е драго, имам многу убави спомени од Чаир.
Добро, од какво семејство потекнуваш? Сега каде живеете? Каде сте преселени сега? Веќе имате ли нешто во Чајевци, сестрите ти ги? Немаме веќе, не, преселени сме, моите си живеат сега во Тафталиџа, веќе 4 години, а јас живеам со својот партнер во моментот. За партнерот после ќе те прашам за Мирко. Какво по што го памтиш детството, од какво семејство потекнуваш? Што ти рекол? Металските денови. Опа, ајде. Ивана, ау, не си знаела, кажуваш. Се зезаме. Кај, зашто бе Сања, па кажи бе металка, зашто? Сега го забури прашањето. Што ги памтиш детските денови? Јас ќе те потсетам. Јас имав многу баба детство. Моите на пример не се ниту мајка ми, ниту татко ми не се бават со уметност воопшто. Ама моето детство беше навистина прекрасно, бидејќи баба ми живееше со нас, кај што многу ја сакав и некако што знам, ја бев навистина едно многу среќно дете. Многу среќно дете, многу исполнето со љубов, многу зборев, се уште многу зборам. Да, еве се отвори, не делуваш така направа, многу да така делуваш. Да, така една мирна, повлечена. Чаирчанка права. Не, навистина многу сакам да зборувам ден денес, многу сакам да слушам приказни, сакам да раскажувам приказни и така. Е така кога ја спомна сега баба ти ми го наметни прашањето, она што посебно ми беше интересно за тебе, дека велиш како мала, кога бев многу сакав да седам со другарките на баба ми, они пиеа кафе, јас пиев какао и тие пушеат цигари, јас соленки. Да, кафеџика си денес? Сум кафеџика, ама сметам тоа ми текна на тоа интервју дека го имам изговорено малку во еден поинаков контекст, бидејќи мислам дека мене од најмали нозе токму од тие муабети и седење со баба ми се разви баш таа потреба јас да слушам приказни, да ги доживувам, па да си ги развивам понатаму во својата глава, да учествувам во нивните муабети. Мислам дека бев напас жива, бидејќи баба ми мене не можеше да ме избрка од да се откачи од друштвото. Да ме откачи од друштвото. Јас бев како старо аро седната со нив дома, битно јас си чујам, па си распрашам да си имам што да си правам. Ги прекажуваше ли после? Да. Па тоа е најстрашното. Ги раскажував и нема раат од мене. Ни бабите, ни моите со гости доаѓање дома, за мене дошле гостите, нема што да легнувам, да си направиме муабет овде. Добро, дали си денеска кафеџика и дали пушиш цигари? Ако тогаш тоа ти исполнувало како дете, јас викам од дете се гледа како понатаму ќе го патиш животот. Добро, не можеш цигари да ми кажеш за кафеџика. Кафеџика сум за преца. Не пушам. Па тоа. Не, кафеџика сум, да. И сакам да правам долги и квалитетни муабети и со моите колеги, и со моите блиски луѓе, така. Долги години си актерка си од помладата генерација, глумиш во представи, глумиш во филмови, меѓутоа за жал се уште си не вработена во театарот. Се уште си не вработена, по едно твое интервју прочита велиш, еве се без малку срам ќе го праша Министерството за култура, до кога планира мене и моите колеги да не остават да талкаме по улиците. Дали уште мислиш така и дали уште така? Еве сега ми го поставам прашањето. Кажи го, да не биде јаден. Еве, не, се уште им го поставам прашањето, бидејќи сметам дека не знам, бар мојата генерација се најде како во некој вртлок од кој некако нема излагување надвор. Јас се надам дека конечно и луѓето во Министерството за култура, па и директорите на театрите, малку порационално ќе ги гледаат работите и поотворени, дека ќе се потрудат да направат нешто во врска со тоа. Знаете, мислам, ние сме од прилика 150 луѓе скоро кои што сме на улица, односно немаме своја матична куќа. Мене ми е навистина криво, бидејќи сметам дека еве ќе полнам 32 години, активно работам уште од факултетските денови, од втора година факултет, непрекинато работам, освен ковидот кој што нормално сите не спречи да си работиме оваа професија која што навистина многу ја сакаме. И не знам, еве, јас навистина се уште се прашувам кога ќе се отворат нови работни места, кога ќе има нови конкурси во театрите во кои што сум играла и во Драмскиот и во Македонскиот народен театар. Ама се е некако оставено на чекање и на тапшање по рамот, кое што мене искрено ми е навистина веќе смачено. А од друга страна па навистина ме држи и наетот и љубовта кон она што го работам и не се откажувам. Тоа сакав сега да прашам, колку на моменти си велиш па што ми требаше оваа професија, можеби требаше да работам нешто друго. Па не, видете, јас сум имала периоди кои што сметам дека е нормално како и секој човек со било која професија која што ја работиш. Нормално е да имаш периоди каде што малце ќе се исцимаш и ќе влезеш во можеби блага депресија. Да, факт е дека сум имала такви падови. Но не знам, за среќа ми прошла. И некако сум станувала многу појака после тие ситуации.
Ми рече дека никој од твоето семејство не се занимавал со актерство, од кога ја засака глумата и како се реши, каде заврши средна школа и како реши да се запишеш на факултет за драмски уметност? Па да, иако моите не се бават со уметност, моите се огромни почитувачи посебно на театарската уметност и ми не ми тикнува како мало нема да заборавам баш во драмски театар, немаше кој да ме чува и ме однесува со нив и ми тикнува дека човекот на врата им кажа, ама не дитево ви е премало. Не сме да влезете, они не на наша одговорност. Мислам, ја моето детство го памтам по безброј изгледани театарски представи заедно со моите родители, дали во драмскиот театар, дали во детскиот младински театар во Скопје. Како дете многу сакав да пеам, да воздавам славече, потоа кај запров и се, ама ова конкретно со изборот на професијата, засметам дека најголема одговорност има мојата професорка по музичко, ја бидејќи ја завршив средно во Карав, тоа е Емилија Ристановска, со која што кога стигна во Карав, тоа беше единствениот човек со кој што јас можев да си правам муабет за книги. И ние почнавме да си разменуваме книги заедно со неа. И она направи една драмска секција. Ми тикнува дека после првата проба и првите мои неколку изговорени реплики само ми излезе, ме извади надвор просторијата, вака ме фати за рака и ме рече ти идеш на драмски. Ама тоа беше многу одамна, јас тоа не го сватив ни сериозно, ни ама како проаѓа годините во средно, мислам дека некако си дојде само по себе. Лудо е дека не ме спремаше никој за приемниот испит. Так. Се спремав сама 3 дена и влегов со улогата на Клаус од Диво месо, влегов со машка улога, бидејќи бев еден бунтовен период тогаш. И бев многу лута зошто нема толку јаки женски ликови, бидејќи реално во светската драматургија 70-80% од напишаните драмски ликови се претешно за мажи. Да, ама тоа се менува, на наша радост и среќа, тоа се менува со годиниве, па сведочиме на гениални женски ликови. Така благодарение на феминизмот. Тоа тргна многу феминистички муаветов и затоа сега сакав да јас се заплеткав се. Порано на глумиците им било, на жените им било забрането воопшто да бидат глумици, нешто машки играле женски ликови, така што тоа низ историјата е голема болка. Мислам, замислете колку животи се уништени заради тоа што не го правеле тоа што го сакаат, зашто општеството така налагало. Така што мислам, последните трендови на светската драматургија се вратите за женските добрите улоги се широко отворени. Процентуално се, не знам колку се позастапени, ама за разлика од претходно се позастапени. Има разлика сега. Да, ама сепак се уште кај нас малце се бориме со тоа да се сменат тие трендови и дека ако ние сме сите актери кои што функционираме заедно во еден театар, треба да имаме еднакви можности, не само услови за напредок. Што и можностите се има, не може да се работат представи со повише машки главни улоги, а не со женски. Така, добро кога ги спомна сега тој феминизам и правата на жените во театарската и во филмската уметност. Колку сметаш па дека жените се секогаш мета на критика и на целно недолични коментари кога ќе се разголат на сцена или кога ќе глумат нека послободна сцена? Не знам, ќе имаш ситуација во која што треба да се разголиш пред камера и после за себе читаш милион и еден лош коментар. Колку сметаш дека тоа не можеме да го надминеме? Тоа тешко се надминува, тоа има и домашно воспитание, и пуританство, и традиции, и религија, и патриархат, и се има внатре пикнато све тоа испомешано, така што тешко некој кој што има такви недолични коментари ништо не разбира дека ќе може да разбере причината зашто некоја се разголела и све. Али да, пак кажувам, многу е тешка и улогата на сите тие феминистички организации, па и на самата жена да прво и да се избори со тоа, второ и да каже зошто е правилно нештото или зашто нешто од друга страна не е правилно и тоа да биде прифатено онака генерално како една апсолутна вистина без да се додаваат некои опашки и дополнителни коментари. Добро, колку да речеме Ивана го спомна мојот партнер Мирко, ти си веќе во брак, во партнерство. Во партнерство се договори. Сега на тебе ќе се препадам, само колку да речеме од една страна вашите партнери ви правеле проблем во однос на ова што
што го работите. Па сега, ако ни правеле проблем, нашите мога да видат Ама не партнери, ме да. никогаш. Па да, на вистина мислам тоа се или го разбират или не се. Ние имаме, јас и Иван имаме партнери кои што се и софистицирани и еманципирани мажи кои што мислам воопшто не станува зборов да дали не поддржуваат или дали треба ние да разговараме, да го прашам сопругот или дечка ми дали смеам да се соблечам во некаква сцена. Мислам воопшто не станува збор за тоа, тие сцени се нормални како сите останати други сцени кои што ги играме. Точно, бидејќи баш тие сцени морам да се надоврзам на муабетов. Јас сметам дека за примитивизмот за жал нема лек и јас верувам дека ќе постои и во следните децении како што постоело и претходно. Мене лично не ме погодуваат таквите коментари бидејќи никој не ја знае работата која што јас најдобро ја знам и ја осеќам во себе додека имам такви сцени на сет или во театар. Мислам, без разлика. А нашите партнери, јас тотално се согласувам. Мислам, не станало никогаш збор за тоа. Бидејќи пред се јас си верувам на својата интуиција, доколку се впуштам во некој проект кој што бара одредена сцена да биде ваква или онаква. И тоа ми е мене најбитното. Па сега ќе те прашам кој е Мирко и колку време сте во љубов со Мирко. Може јас да кажам. Па што ти ја издаде вчера. Мирко е еден сјаен човек. Јас не сакам искрено многу да зборам за својата приватност, можам да кажам само дека е сјаен човек и дека навистина ми е драго што го сретнав во животов, бидејќи ми е навистина и огромна љубов, но и огромна поддршка. Огромна поддршка, ева кога веќе се навраќам и на претходното прашање. Он ми е најдобриот спаринг партнер, например, кога вежбам улоги. Еве сега кога се спремав, бидејќи се вратив од Белград Тазе бидејќи го снимив првиот дел на филмот. Мојот главен спаринг партнер ми беше Мирко. Мислам, он е човекот што навистина многу ме буста и некако ми дава елан да ги истерам работите до крај. Убаво ние заедно, скоро 3 години сме, се дружевме година дена претходно. Најдугачко ме бркало од сите до сега. Добро се шутил. Сања рече има најприказна врска на свет. Така ми рече вчера. Кога ја праша? Еве да ти кажам. Па да, јас нива не кажам дека она го има еден од ретко нормалните мажи што стана во светот. Ево, фала за ти. дечко. За разлика од тебе кој што си се уште во љубовна врска и твојата најдобра другарка е колку години во брак? 2? Сања, 3, којше? Чеке, Марко е само 2 години. Марко е само 2 години, некои 8-9 години сме во брак. Кога се 8 години. 8 години. Да. Со сите успони, падови, среќни, тажни моменти. Што да кажам, како е во брак? Како е брачниот живот сега после 8 години? А после 8 години? Па, зрачиш сега? Да, многу е битно да партнерот кој што си го одбрал, со кој што ќе градиш нешто, да ти биде најдобар другар и да бидеш отворен со него и да му ги кажуваш сите болки и рани и работите што не сакаш да му ги кажеш. Едноставно сме отворени и искрени еден кон друг и сето тоа функционира, мање више. Сега го имаме Марко и ние фокусот на кај него. Како за двајца мажи дома те побудалуваат, ли те нервираат ли? Да, мислам дека ме нервира, мојот маж поише од што ме нервира син ми. Нормално. Дури го гледам Марко како се идентификува со мене, не се идентификува со него, кога ќе дојде од градинка, си ги става, си ги собликува патичињата и си ги става во шкафче, си ја собликува јакната, се става во шкафче, само се вртам на Никола, му кажа, гледаш како треба. Те уште еден доказ дека синовите се врзани за мајките. Така гледат. Подобро. 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 Кога сме кај Никола, ќе те прашам колку е сега полесно за тебе и за него, затоа што веќе не е шеф на градоначалникот на Шилегов, ниту Шилегов веќе е градоначалник. Колку сега вам ви е полесно па и тебе да не бидете во фокус, ниту ти, ниту тој, посебно после оние закани за кои што се... Види, супер ми е, супер. Јас тоа кажам дека после години ми е вратен мирот и тоа е убаво дека го имаме Марко и сме фокусирани на апсолутно нешто друго. И дека да, убаво е да не бидеш дежурен виновник за работи за кои што не си виновен, па убаво, стварно ми е. Мене ми е многу убаво. Да, мислам, гледаме што се случува со градот и накаде тера, ама тоа не е наша одлука, така. Ке те прашам уште колку Марко ве промени колку тебе те промени Марко како личност, колку мајчинството така влие. Колку почна кај тебе сте оние стравови што порано не сме ги имали. Да, пат дека ми ги разбуди сите стравови Марко, сега освен што ми ги разбуди сите стравови, она
некако ме исчисти од емоции, знае точно каде да ми ги насочи емоции. Чудна работа е тоа, зашто сваќам дека прво стануваш поодговорен за себе си, дека чекам малце се јас не можам да бидам неодговорна кон својот живот и кон своето здравје. Имам овде дете кое што треба да ми има што е можно подолго во животот. Сум одговорна и за себе, сум одговорна и за него. Да, ми ги сите стравови се уште си пустојат, а од друга страна ме направи многу посебична. Ама не во смисла себична да не делам со други, ле се себична во смисла на емоцијата. Дека пошто порано јас мене многу ме интересираше и многу се грижав за чувствата на другите без разлика за моите чувства и некако знаеш и за мојот активизам и со синдикати и со сето тоа ме троши емотивно сум по природа, сакам да ги завршам работите, сакам да се решат проблемите и работиш на тоа работиш, да и цело време се впушташ да решаваш некакви туги проблеми, а при тоа јас се трошам. И сега онака сваќам као што не го родив ова дете 10 години порано? Па тоа време за второ сега ја да не биде дека нешто. Јас со ние старински не муабети по тутку е мама. Размисли два пати. Не. Така што да, ме промени на позитивно. На позитивно. Многу сум пофокусирана, многу сум порационална за разлика од претходно што бев апсолутно емотивна. Сега сум порационална, многу малку работи ме допираат заради тоа што и не може веќе се да ме допира, имам малку поинаков приоритет во животот и многу сум среќна што ми се случи Марко. Не заради овие сите причини, заради мене, туку е едноставно неговото постоење на светот во светот е неверојатен чин. И знае ли Марко дека има популарна мајка, дека мајка му е актерка, дека ја те гледали на телевизија? Ме гледа на ова и кажува, мама ме препозна. Поима нема што се случи, да. Ама ме препозна. Во минатото интервју ми рече, знаеш го фатив маш ми на традиционален ручек и дали сега ќе те прашам уште готвиш или веќе тоа беше фора само на почеток? Да беше онаков традиционален маш, до сега ќе ме разведеше ради тоа што не готвам, не. Или немаше да глумиш више кога станеш дома, така? Да. Ама не, значи толку не готвам што кога го праќа Марко државата да се грижи за него, односно кога иде во градинка и таму не мислиш дали и доручкова руче му даваат ужинка и све онака си или колку е добро, државата ти се грижи за детето. Не, генерално стварно многу работа, немам време, поише сакам да се поминам време со нив, да се видиме, да си направиме муабе, да се дружиме, да се играме, колку да го трошам времето на готвење. Многу ми е криво што не готвам. Не само што не готвам, ја и не ни јадам, Па се гледа по тебе. Да, нешто ставам уста, колку нешто да крепам, ама да, не готвам како порано, ама ќе се вратам, ќе порасне Марко, еве го за некои 2-3 години веќе ќе биде самостоен дечко, така да веќе мама ќе се врати. Нема државата веќе да се грижи за државата ќе грижи за системот. Да. Двете играте во представите на често играте во представите на Нела Витошевиќ, така? И што е тоа што толку ја прави посебна за вас и тие подпредстави заради кои што се толку популарни? Што е една од најдобрите режисерки. Така. Режисери, воопшто, да не биде само дека се работи. И затоа што на Нела сме најбитни ние, актерите на сцена. Така. Значи, на Нела е најбитен односот кој што ќе го изгради со нас, за да ние заедно раскажеме некоја приказна и да ја споделиме со публиката. Добро, пред почетокот на емисијата ве прашав, сега повторно ќе ве прашам, колку е тешко или колку е лесно со оглед на тоа што играте секакви улоги, преживувате туѓи судбини, болки, депресии, радост, среќи и така натаму. Колку е тешко откако ќе се згасат рефлекторите да се вратите во овој нормалниот живот или со себе си ги носите и сето што сте го одиграле веќе? Тоа секош ме интересира. Многу зависи од улогата и од представата која што сме играле. Знаете, мислам, јас, последната представа со Нела која што направи се вика Работи за кои не зборуваме, се игра во Македонскиот народен театар и тоа е копродукција на Вондерланд театар и ИМНТ. И во таа представа ние отворивме еден анонимен повик и искрено на почетокот не верувавме дека ќе се јават луѓе од овде да си ги раскажат работите за кои не зборуваат. На наше изненадување имавме повеќе од 60 на мејлови со за жал многу трагични приказни, бидејќи знаете работите за кои не зборуваме може да бидат и лоши, ама може да бидат и добри. Така таа представа кога ја играме, бидејќи во таа представа имаме ние наши лични монолози,
не знам, мене некако ми се пара срцето и некако кога ќе завршиме, навистина ми е потребно да останам сама со себе, мирна, барем еден час. И не сум добра за комуникација со луѓе. Бидејќи знаете, одговорноста е некако дупло поголема кога работите и вистински, автентични приказни и ги раскажувате на сцена. А посебно мојот маж. И Сања ми го кажуваше мојот маж неколку пати, ми ја спомна и минатиот пат. Јас ја гледав мојот маж неколку пати. И чувството ми е исто, посебно како колега кога ги гледам колку се даваат на сцена сите мои колеги, мене навистина ми е многу тешко. Многу тешко после гледање на таа представа. Си живеат представите од како ќе заврши, кој ќе се изгаси светлото и ќе заврши поклон. Да, си живеат и треба, да, и што од адреналин, што од цело чувство што си го носи самата представа, да сум најуморна на свет после представа, уште 2 часа не можам да заспиам. Така што да. Добро, Сања, како е во драмски? Дали е полно на представите? Дали се зависи на кои представи. На добрите представи е полно, како на мојот маж, на Странци. Не знам други кои представи се во драмски, има супер представи, исто чудна случка со кучето во Нокита. Да, полно е, значи. Се вратили народот во театар со оглед на тоа што нели не се одеше подолго време? Да, се врати. Ни требаше на сите веројатно време да се. Вчера игравме баш Странци пред пун салон. Представа која што трае веќе 6 години, играме пред пун салон на слободна продажба, така да тоа кажува дека и се продаваат карти, и луѓето сакаат театар и си доаѓаат да си гледаат представите. За крај, кои ви ситните планови? Ивана ми кажа дека снимаш филм во Белград. Да. Каков филм? Долгометражен филм, еден интернационален инди проект за кој што сум многу срекна дека ми се случува. Сега бев една недела во Белград, заврши првиот дел од снимањето, бидејќи колегите се собрани од Лондон, од Брисел, останатите се од Белград. И сум навистина фрапирана колку многу работат и поради тоа мора снимањето да го поделат во 2 дела. Да, тоа е така нешто ново и убаво што ми се случува, на кое што многу се радувам. Сања? Моите ни планови во однос на во однос на мојата кариера? Не знам. Никогаш не сум правила јас планови за мојата кариера. Едноставно се случува. Кога сакам нешто, кога ќе почувствам нешто ми доаѓа да го направам, си го слушам пилето, внатрешен глас кој што ти кажува дека нешто треба да направиш и да, се фокусирам и го правам сега, да. Дали тоа ќе биде конкретно во театар или со арт бригада или со некој свој нешто проект, некој театарски, стварно не знам. Лина и Марија ќе ги видиме ли повторно во 5+? Па да, една годинава работиме на новото форматирање на серијалот на 5+. Да, градиме на така поширока платформа за воспитување на родители и на деца и на родители. Мислам, тоа секогаш било 5+ платформата, кој кого расте, дали родителите, децата или децата, родителите. И да, работиме на ново осмислување на сите, на главниот као серијал или сите придружни проекти околу сето тоа и ќе биде многу интересно, возбудливо, корисно и едукативно. Јас верувам дека ќе биде, пошто нели јас сум фан на 5+. Така е, фамилија, да. Пошто и сцените ви ги знам, јас во прашањава. Ви благодарам што бевте гостинки во студиото на Репортер и секако дека се гледаме, ти посакувам успех со филмот, ви посакувам успех со Арт бригада и следниот пат кога ќе се видиме ми кажете дека пута 5 сте имале деца во Керастурина. Да. Ви благодарам уште еднаш. Чекај, не, стоп. Сусема пред крај редакција Репортер и јас сакам да ви подарам книги од литература, вие сега ќе се видите која на која одговара, па може да си ги смените, повелете. Да, фала ви многу. Фала многу. Ми беше баш пријатно овде кај вас во студиото. Баш ми е драго што ти беше убави, баш ми е драго што дојдовте. И нас исто.